Здраво, ракови! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за февруари 2026. Кратки се ова видео, затоа не должиме, туку директно преминуваме на она што треба да биде кажано само. А тоа е следното. Првата порака за вас, раковите, е дека многу од вас, некои од вас, во февруари ќе бидат ставени на некоја раководна функција. Ова е за тие што работите. Ќе доживеете некаков успех, ќе доживеете некаков подем во кариерата. И сега вие што не работите, може би сте во пензија или сте премногу млади, за вас ова е ситуација во животот на некој кој многу ви значи, родител, татко, мајка, може би партнер, пак партнерка. Во неговиот живот се случуваат овие промени и ова унапредување, ова раководна функција на ова што се презема е во неговиот живот и апсолутно среќата ја доживувате подеднакво како вам да ви се случило, зашто ова е среќа заедничка. Доколку пак не ништо од ова, тогаш за многу ракови ова е ситуација каде вие ќе доживеете некаков финансиски успех. Ова се многу пари, така ќе се изразам, за мене ќе се изразам најобично и најпросто. Ова е една вреќа полна пари, доаѓа од некаде, дали сте си ја заработиле, дали можеби пак ќе дојде од некаде на среќа, некако не знам, меѓутоа доаѓа и тоа е неминовно. Иако верувам дека за повеќето ракови ова е нешто ваше лично, вие сте си го заработиле, можеби пак на работа добивате со новата функција добивате повеќе пари, можеби едноставно сте наградени за некаква работа или воопшто не е на работа, туку некако во нешто сте наградени, сте добиле нешто и ова е еден голем финансиски успех. За други од вас, ако не се пари, тоа е нешто што ве прави да се чувствувате максимално исполнети во животот. Се она што ве прави среќни, се она што ве прави безбедни, сигурни и успешни, ете тоа ќе го доживеете во февруари. Друго нешто што гледам за вас, ракови, во февруари е дека во некој момент вие ќе добиете една силна потреба да направите некаков голем скок во нешто, во некое поле од животот, дали на работа, дали дома, во семејството, приватно, професионално, секако може да биде, за сите е различно. И ова е една голема амбициозна потреба вие нешто да направите. И ова е поврзано со ситуација од животот во која вие чекавте работите да се случат. Вие чекате некако да се случат, а не преземате ништо и гледате дека тука со чекање нема ништо. И затоа во февруари од некако на некој начин добивате вие некаква потреба да направите нешто и ова дали импулсивно ќе го направите или не, важно вие ќе го направите и во февруари дефинитивно се случува и ќе направи работите веќе да се смена, да не бидат на она статус кво како досега, каде што вие само чекате, а ништо не се случува и нема тука некое задоволство за вас. Сега ќе се случи и ќе се случат тие големи некои промени. За некои од вас е тоа. А пак за други од вас, ракови, ова е ситуација каде вие кои трпеливо чекате на нешто, во љубовта верувам, чекате во домот, во семејството нешто да се случи, некаква промена, нешто е поврзано со финансии, да, и трпеливо чекавте. Сега во февруари ќе се случи и ова ќе биде како шок, некој ќе го доживеете и конечно ќе настапат промените кои толку долго ги чекавте. Дури ќе се чувствувате како конечно судбината ве наградува за сето ова чекање, конечно ќе ве награди со нешто многу убаво и ова нешто убаво е во домот и семејството. Други од вас пак
ракови, ова е ситуација во љубовта со партнерот, постоечкиот или нов партнер, не знам. Нешто ќе направите вие, водени од некоја силна побуда, од некоја силна страст, вие ќе направите нешто за партнерот или со партнерот и ќе мога разнишате тлото под нозете, буквално ќе се почувствува како никогаш досега, не знам, нешто ќе направите многу убаво, многу нешто ново кое не го очекува партнерот ова од вас и ќе ги разбудите сите страсти во љубовта. Е сега може вие да го направите ова, а може пак и да го доживеете од партнерот. Ова ситуација, овој момент каде нешто ќе направи, нешто страстно, нешто силно, еруптивно и ќе доживеете некакви убави моменти. И сега следната порака е толку многу слична, а сепак сосема спротивна на ова досега што го зборувавме, затоа што овде јас гледам ситуација дека некои ракови, дали во домот, семејството или пак во кариерата на работа, вие нешто се чувствувате како да ги немате истите права со другите луѓе, или пак вие се чувствувате дека сите заслуги за се што е направено ги добива некој друг, а не вие. А вие го сте го направиле тоа. Или пак можеби сето внимание го добива некој друг, а не вие. Може да е брат, сестра, во домот или пак на работа, колега, нешто такво, и вие мислите дека некој друг го добива целото внимание или сите заслуги се припишани на тој некој, а вие сте некако како неправедно тргнати на страна. И ова го чувствувате некое време, се случува некое време и сега во февруари нешто може и конкретно ќе се случи и вие ќе се чувствувате дури и повредени ќе бидете од нешто, од некој збор, од некоја ситуација каде повторно ќе видите дека друг ја го добил вниманието, благодарноста за нешто кое вие сте го направиле реално и кое мислите дека вам ви припаѓа, и вие во февруари ќе сакате да не молчите повеќе и ќе сакате да кажете некому нешто за оваа неправда. Меѓутоа, јас мислам дека треба многу да бидете внимателни кому ќе го кажете и како ќе го кажете, затоа што гледам дека некои од вас имате желба да го кажете на многу неубав начин, на тој што не треба. Може предпоставен да е, може да е раководител или било кој некој предпоставен на работа која, и го кажувате ова на еден многу неубав начин, каде што повторно вие ќе се представите во лошо светло, а не е така, и на крајот пак испаѓа дека во вас е некој проблем, а не во другите. Затоа внимавајте како се борите овој месец за себе. Како за себе сакате да се изборите, дали на работа, дали дома, можеби со родител ќе дојдете во кавга и расправија, затоа што мислите дека вие сте со вас се постапува неправедно, а брат, сестра, некој дома што ги имате, ги добива се, а вие ништо. Значи тоа е пораката за вас, многу да внимавате со вашите зборови, како ќе си се заштитите себе си, како ќе побарате нешто за себе си и на кого. Внимавајте, затоа што никогаш може не треба на тој човек, треба негде сосема другде нешто да кажете, за да не бидете погрешно сватани. За некој од вас е само некој недоразбирање во домот или со партнерот, барате вие нешто од партнерот, мислите дека не го добивате, само заради тоа што не успевате да најдете некој заеднички јазик на темава. Нешто се чувствувате ко тргнати по страна, а не е тоа така, едноставно не се разбирате, има некој проблем во комуникацијата, само периодов, и тоа е тоа. Следната порака за вас раковите е ситуација во каде вие во февруари ќе се соочите со некоја незавршена работа од ваша страна. Сега си може ова да биде, меѓутоа
како да ви го објаснам? Ева, јас ќе ви го објаснам на начин што можеби нешто некогаш вие требало да направите, сте го правеле, меѓутоа не сте го завршиле, не сте го финализирале. Дали на работа, дали дома, нешто е што вие што требало да го сработите и не сте го сработиле, сте го оставиле така и сте се надевале дека никој нема да го забележи, или пак е нешто поголемо дома и сте молеле Бога, сте правеле се само да остане така, никој да не праша повеќе за тоа, никој да не се заинтересира и така да остане, да го прикриете дека не е завршено, не е сработено, меѓутоа сега во февруари, за жал, повторно ќе биде отворена таа тема, повторно ќе се случува и некој ќе забележи дека ова не се сработило, не се завршило и вие ќе бидете принудени, како знаете, умеете во февруари ова да си го завршите. Сега јас гледам дека многу од вас ќе импровизирате, затоа што не сте спремни, не сте подготвени и вие ќе импровизирате само за да го завршите и морам да кажам дека и на многу од вас ќе им успее таа импровизација и така по некоја среќа ќе успеете и да си го завршите ова. Или пак за некој од вас ова е ситуација када што вие некогаш нешто сте направиле, сте го сработиле, сте го завршиле, меѓутоа сте го завршиле онака колку да биде само завршено, не сте се посветиле, туку ајде колку да ви се тргне обврска од глава, може не обврска, некоја ситуација, еве колку да биде завршено, не сте се посветиле и сега во февруари мора ова повторно да се отвори и ова мора вие ќе бидете принудени ова да си го сработите така како што треба. Значи, професионално, сработено, зависи ако не го работате нешто од вашата професија, кој нешто во домот или семејството, некоја друга ситуација, не знам зашто станува збор, како и да нешто ова мора да биде како што треба сработено, не само туку така. Колку да ви се тргне од глава. Ова мора сега вие да го сработите и вие ќе треба сега да се посветите. Тоа малце ќе ви смета што ќе губите време во февруари за нешто кое мислевте дека ајде завршено е, веќе нема што тука да се прави. Немате таа обврска, меѓутоа сега мора да сватите дека ова треба да биде и ќе се посветите и ќе мора да се посветите еден добар дел од февруари ќе се занимавате со оваа работа. А за други од вас пак ова е ситуација каде што нешто вие одложувавте да се случи, одложувавте, постојано сакавте да не се случува, нешто ве плашили ситуацијата, не знам, меѓутоа ја одложувате, сега во февруари нема одложување, дојде моментот кога треба ова нешто да се направи и вие ова мора да го правите. Сега може би ве плаши затоа што овде вака вие сте ставени како пред некаков испит, како пред некоја комисија и пред таа комисија вие нешто треба да правите и заради тоа вие се плашевте, па сакавте само да се одложи да не се случи, но сега ќе се случи и не грижете се ова со успех за вас ќе заврши. И последната порака, ракови за вас во февруари е ситуација када вие, благодарение на вашата смиреност, на вашата зрелост, на вашата емоционална стабилност, вие нешто ќе си остварите, нешто многу големо во февруари. Сега се може да биде и во било која поле, зависи вие со што се занимавате приватно во вашиот живот. За некој е во љубовта, за некој е во работата, некој е во домот. Јас гледам дека во полето на финансиите во февруари некако сте многу успешни и овде, повторно и овде, заради вашата умешност, може би добро да процените ситуација или може би вашата умешност нешто да направите како што другите не го прават и токму заради тоа вие ќе бидете успешни, ќе бидете наградени. Повторно да гледам дека вие стоите, ве гледам како да сте поредени прво, второ и трето место. Знаете, кога се доделуваат награди, кога се доделуваат медали, па вие сте на прво место.
некакво прво место ќе добиете за нешто, може и реално за некој од вас, а многу од вас пак вие ќе се чувствувате како да сте освоиле некакво прво место заради вашата способност, знаење, интуиција за некои, а за други пак ќе кажам, ова е нешто во љубовта. Вие заради тоа што умешно знаете како со партнерот, сте умешни, сте емоционално зрели луѓе, вие сте заедно со партнерот од двете страни ова. Има многу разбирање, има многу заеднички идеи, цели, планови на кои се наоѓате на пола пат, на средина и сето тоа заедно се завршува и се остварува. Ќе доживеете некаков успех, верувам дека финансиски е, ако не е тогаш е емоционален некој успех, а може би некој од вас пак ракови за некој ова порака дека вие заедно со партнерот ќе патувате на некои екзотични места и дестинации некаде далеко каде што сега моментално е лето. Ќе патувате таму. А некои други ракови пак, некои други кои се борат со своите мисли, кои се борат со своите емоции и на кои ова не им удеша баш тешко, затоа што тие се емотивни раковите, меѓутоа многу добро знаат да се снаоѓаат со своите емоции и сега нешто можеби ве плашеше, нешто ве вознемируваше, не ви даваше мирно да спиете, сега во февруари, благодарение повторно на вашата можност спокојно и мирно да ги решавате ситуациите без многу галама, без многу бучава, без многу таква некоја немирна енергија, нешто решававте толку смирено, толку зрело. Сега исто така и вие кои се боравте со сето ова на тој начин кој досега смирено, тивко повлечено, ќе успеете да се изборите и со вашите мисли, или пак ова беа само многу приговори од страна дали на партнерот или во работата, од претпоставените цело време добивавте некои приговори, само некои забелешки, само нешто ви се сугерира, се обидувавте да се изборите, меѓутоа смирено, овде нити кавга имаше, нити расправија, нити нешто неубаво, сега вие ќе се застанете на една цврста основа, ќе си го заземете повторно местото што си го имате, успешни сте, ќе останете успешни и ќе се изборите, пак ќе кажам, со тоа што не ви даваше мир. И драги ракови, тоа за сега, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!